На 31 декември 2019 година, Светската здравствена организација за прв пат укажа за 44 случаи на пневмонија во Вухан, Кина, предизвикана од непознати причини. Иако информацијата не привлече особено внимание во јавноста, набрзо беше откриен вирусот корона, причинител за болеста COVID-19, која почна забрзано да се шири на секаде низ светот. Пандемијата го промени секојдневниот живот на целата планета, а реакциите на владите и кризните штабови се фокусираа на заштита на животот на луѓето. По 2 години од појавувањето на вирусот, повеќе од 5 милиони луѓе ширум светот ги загубија животите како последица на COVID-19. Ограничувањата на социјалниот живот станаа наше секојдневие. Сите ние веќе 2 години се надеваме дека пандемијата наскоро ќе заврши и дека ќе се вратиме кон еден нормален живот. Појавата на COVID пандемијата со себе предизвика една ситуација во која се вкупната, би рекол, се создаде еден планетарен стрес, затоа што пандемијата всушност целата човечка популација го ја стави пред еден предизвик досега непознат, барем за генерациите на кои ние припаѓаме, да се соочат со една непозната болест која со себе носи многу сериозни ризици и последици. Ако сватиме дека во суштина стресот подразбира состојба кога сме соочени со нешто непознато, со нешто застрашувачко, можеме веднаш да направиме едно равенство помеѓу појавата на пандемијата од COVID и еден сериозен стрес кој е генерален или општ за севкупната популација поради токму веќе споменатата сериозна опасност која COVID пандемијата ја носи со себе. Од друга страна, сериозно битно е да се напомене дека освен овие несомнени ризици и несомнениот стрес кој самата пандемија со себе го носи, мораме да имаме наум дека постојат бројни индивидуални стресогени фактори. Што тоа значи? Ние луѓето сите на ист начин не реагираме на состојби на стрес. Стресот е состојба која бара сериозно покренување на голема натрешна психолошка енергија за да се постигне, да се врати таа психолошка рамнотежа која стресот сам по себе, по дефиниција ја нарушува. Враќањето на таа рамнотежа е понекогаш тешко, особено кај луѓе каде што постојат тие така наречени индивидуални психогени фактори. Затоа што имате голем број на луѓе кои имаат когнитивни склопови, значи мисловни склопови во кои постојат тенденции да едноставно им приоѓаат на работите на начин да брзо скокаат во заклучоци, да имаат подоминантен, така наречен катастрофичен стил на мислење, да користат еден начин на мислење кој во психологијата се нарекува гатање или брзо заклучување. Така да бројните информации со кои ние сме преплавени во врска со COVID пандемијата, од кои се во најголема мерка реални, меѓутоа медиумите се навистина преплавени со безброј информации кои се негативни и неселективно постојано доаѓаат до луѓето. Голем број од тие луѓе кои се склони на таков тип на мислење, информациите кои ги добиваат ги интерпретираат катастрофично и веднаш се соочуваат со сериозно доживување дека се навистина во смртна опасност, што секако дека кај тие индивидуи го зголемува нивото на стресот на кој се тие изложени. Глобалната пандемија го зголеми нивото на стрес кај сите, вклучувајќи ги и родителите и старателите. Живееме во постојан страв и во голема неизвестност, во услови на изолација, карантин, општествена стигма на заразените, притисок на усогласување на работните обврски со грижата за децата и домашните обврски, предизвици на учењето на далечина на децата, загриженост поради заканата од сиромаштија и кризи,
постојана изложеност на бомбастични наслови, дезинформации и лажни вести за пандемијата. Во време на пандемија, кога човештвото се соочи со огромна неизвестност, со опасност, со ризикот за заразување од смрт, се поставуваат огромен број на прашања. На тие прашања ниту науката во моментот немаше целосни дефинитивни одговори, камоли пак можности севкупната јавност да биде брзо и задоволително информирана за се што се случува околу вирусот и околу пандемијата. И не е чудно, природна тенденција е во такви услови луѓето да се свртат кон алтернативни одговори. Не е чудно што во такви услови имавме наплив на конспирацијски теории или алтернативни одговори на се што се случува. И тие одговори секогаш се чини дека имаат некоја логика, меѓутоа таа логика може да, која всушност не е реална логика, може да ја разбие само добра информираност и критичко мислење. Во нашето истражување се покажа дека менталното здравје е тесно поврзано со чувството на адекватна информираност околу пандемијата и вирусот. Така што тоа би значило дека колку испитаниците, тоест студентите, сметаа дека се добро информирани во врска со вирусот и пандемијата, тоа им предизвикува едно чувство на олеснување, дека го знаат одговорот, знаат што се случува околу нив, а тоа има позитивен ефект на добросостојбата, односно на менталното здравје. Меѓутоа, тука се крие главниот проблем, бидејќи тоа чувство на добра, адекватна информираност е многу субјективно. Прашање е од каде се изворите и какви се изворите и какви се информациите за кои што испитаниците сметаат дека добро ги информирале. Конспирациите ги нагласувам затоа што на краток рок даваат едно чувство на олеснување. Меѓутоа, веќе на нешто подолг рок, на среден рок или на долг рок, доведува до едно чувство на апатија, токму заради тоа што одговорот е дека некој некаде манипулира со нас и ни прави што сака. И тоа, како што реков и пред малку, доведува до едно чувство, едно сериозно, длабоко чувство на безпомошност, кое што на некој начин ги парализира луѓето дека не го контролираат сопствениот живот. Кога ќе дојдеме во таква состојба дека не го контролираат, и тоа и студентите го изјавуваат, дека чувството на безпомошност, дека не го контролираат сопствениот живот, дека некој друг манипулира со нив, недвојбено доведува до намалена енергија, мотивација, проакција, намалена мотивираност или намалена смисла во животот воопшто, и сето тоа негативно се одразува и на менталното здравје. Појавата на пандемијата имаше огромно влијание на функционирањето на образовниот систем. Милиони луѓе насекаде во светот ги загубија своите работни места. Училиштата беа затворени и се наметна потребата наставниот процес да се префрли на онлайн платформи, кои не беа достапни секаде и секому. Во истражувањето за проценка на состојбите, потребите и предизвиците во спроведувањето на онлайн наставата, што го направија Фондацијата Отворено општество Македонија и Фондацијата Чекор по Чекор. Како најголеми предизвици беа посочени неможноста да се обезбеди информатичко-комуникацијска технологија и опрема за повеќе од 60% наставници и деца кои претходно немале пристап до ваква опрема. Недоволната подготвеност на речиси 50% од учениците за самостојно учење и фактот дека сите родители не се во можност да им помогнат на своите деца во учењето. Дополнителни тешкоти во совладувањето на материјалот и во исполнувањето на обврските се јавуваат кај учениците од семејствата под социјално-економски ризик, децата на родители со ниски образовни примања и учениците со попречености. Ако на нешто не научи COVID-19 пандемијата, тоа е колку скапоцено и кревко е нашето здравје. Но кога стана збор за лицата со попреченост, на нив не им беше потребна COVID-19 пандемијата да ги научи на оваа лекција.
Физичкото и менталното здравје се апсолутно поврзани едно со друго. Според Светската здравствена организација не постои здравје без ментално здравје. Менталното здравје е нешто што не треба да го занемаруваме и е нешто што не треба да го игнорираме. Всушност, во една ситуација во која што нашите животи се од корен променети и изолирани, треба да најдеме начин оваа COVID-19 пандемија да не се претвори во криза на менталното здравје. Кога станува збор за лицата со попреченост, тие генерално живеат со различни животни искуства, најчесто тие животни искуства се негативни. Меѓутоа, ова не значи дека едно лице со попреченост не може да ги акомодира овие животни искуства во едно здраво искуство за себе. Но за да се тргне на тој пат, потребно е да се свати врската или линкот помеѓу попреченоста од една страна и менталното здравје од друга страна. Лицата со попреченост, кога разговараме со лицата со попреченост, тие многу често укажуваат на тоа дека многу често се чувствуваат дискриминирани или стереотипизирани и дека најдуваат на различни социјални ограничувања од општествената средина. Така што проблемите или тешкотиите во менталното здравје кај лицата со попреченост никогаш или многу ретко се јавуваат како последица од самата попреченост. Всушност, проблемите или тешкотиите во менталното здравје се јавуваат како резултат на различни бариери со кои што се соочуваат лицата со попреченост во нивното секојдневно функционирање. Овие бариери може да бидат физички, социјални, идеолошки бариери, тргнувајќи од бариери или проблеми кои што ги имаат за користење на јавниот превоз, па се до, да речеме, некои нефлексибилни опции при нивното вработување. Во документот Млади во криза 2.0, издаден во март 2021 година од страна на Младинскиот образовен форум, Сдруженијето за истражување и анализи и Реактор истражување во акција, се истакнува дека за младите луѓе, особено за оние кои се припадници на ранливите категории, ковид кризата предизвикува особени проблеми во областите на образованието, вработеноста, менталното здравје и расположливиот доход. Во однос на психосоцијалните и здравствени последици кај младите, се бара обезбедување психолошка поддршка на учениците од страна на стручните служби во училиштата, односно информирање на учениците ширум земјата за механизмите преку кои може да се обратат до училишните психолози во случај на потреба од психолошко советување. Во услови на пандемија и менталното и емоционалното здравје на учениците е под поголем ризик. Најпрви на ниво на работна група, значи педагошките служби на училиштата, во соработка со МОН изготвивме еден протокол за постапување на стручните соработници во делот на давање поддршка на ментално и емоционално здравје на младите. И во тој протокол вклучивме најразлични активности кои што се типични за нашиот обем на работа, во кои што ги практикувавме за време на пандемија. Она што се случуваше, нели, како да кажам еден ефект по менталното и емоционалното здравје на младите, беше зголемена социјална анксиозност, заради тоа што новиот формат, нели, на настава со далечинско учење беше ново искуство за учениците и не сите имаа подеднакви капацитети да успешно се справуваат со тоа, така да тоа беше нешто на што доста работевме. Се случуваше и оние појави на, не знам, можеби изолираност на поедини ученици, злоупотреба на социјалните мрежи, заради тоа што некои ученици може беа исклучувани од групите или можеби беа жртви на булинг како резултат на недоволниот на онлайн наставата. Овој период исто така остави голем печат на социјалните контакти, бидејќи беа сведени на минимум или намалени и земајќи во обзир дека адолесцентите имаат изразена потреба за социјализација, тоа резултираше со навистина зголемена и апатичност кај младите, зголемена депресивност, анксиозноста се зголеми кај одредена група на ученици, што не ставаше во ситуација да делуваме посебно на ова поле. Во време кога сите зборуваат за коронавирусот,
И ниту една вест, ниту разговор не минува без да се спомене оваа тема. Не можеме да очекуваме дека децата од најрана возраст нема да знаат дека постои некоја болест поради која возрастните се загрижени. Децата впиваат информации од разговорите кои ги слушаат, од медиумите, од врсниците, наставниците, а колку и како тоа го разбираат е посебно прашање. Возрастните, особено родителите, имаат важна улога во обезбедувањето соодветна поддршка и градењето емоционална отпорност кај децата. Ова е особен предизвик во услови кога родителите и самите се погодени од силни, стресни или трауматски искуства предизвикани од пандемијата. Децата ги препознаваат емоциите на луѓето во нивната околина, особено ако се работи за загуба на некој близок. И затоа, доколку не можеме да ги сокриеме своите емоции, треба да најдеме начин како да им објасниме зошто се однесуваме на одреден начин. Многу е значајно и битно да се зборува за загубата, посебно кога зборуваме за деца и млади и за чувување на нивното ментално здравје во рамки на семејството и во рамки на училишната средина, затоа што тие се двете најзначајни средини во кои што детето расте и се развива. Кога станува збор за загуба, тоа е еден феномен на губење или стварање на недостаток од нешто што ни било многу значајно, со тоа што нашиот организам нема време, ниту познава начини како лесно да ја надокнади таа загуба, да се адаптира и често пати не секогаш сме спремни, нели, да брзо поминеме низ таквите значајни загуби. Ова е многу значајно кога зборуваме, повторно ќе кажам, за децата и младите, затоа што во загубата ни ги прати една развојна динамика, како што децата растат и се развиваат, така и загубата, значи менува форма, перцепцијата на загубата се менува од потполно значи непознавање на и неразбирање на концептот на загуба, посебно во тој предучилишен период, и идентификација на загубата со она што мојот родител или близок го преживува, се до оној момент кога веќе влегуваат децата во училишните клупи и почнуваат полека со развојот на нивните когнитивни способности да го восприемаат концептот на загуба поинаку, до нели еден период на адолесценција во кој што веќе загубата многу појасно се перципира. Мора да нагласам дека непознавањето или неискусената загуба често пати во различни периоди на животот кај детето знае да предизвика различни реакции. Кај, например, кај училишните деца, кога губат нешто што е многу значајно и важно, често пати тие го следат и сопствениот процес на тотално непознавање, пројава на конфузија, вклучително еден, како да кажам, еден диапазон на емоции кои што прават детето да се изолира или да пројавува одредени психосоматски тегоби или да го носи, да ја носи загубата на еден начин во кој што се отргнува од другите, се изолира или потпуно создава некој нов квалитет на живење. И сето тоа многу зависи од начинот на кој што родителите нели ги нормализираат чувствата и случајните загуби во животот на децата. Децата ги препознаваат емоциите во својата околина и затоа не треба да чекаме детето да постави прашање, туку самите треба да поттикнеме разговор со него. Доколку пак ја избегнуваме темата, на детето му праќаме порака дека проблемот е премногу застрашувачки и од него криеме нешто. И тогаш грижата на детето може да биде посилна. Избегнувањето разговор и игнорирањето на ситуацијата може да биде многу штетно, бидејќи децата може да добијат искривена слика, погрешно да го разберат тоа што го слушаат, што секако ќе влијае на тоа како се чувствуваат. Во последните 2 години, пандемијата го утежна образовниот процес за сите ученици. Во обид да се спречи ширењето на коронавирусот, властите насекаде во светот пропишаа затворање на училиштата и реорганизирање на наставниот процес. Учењето на далечина донесе несакани последици, кои особено ги погодија децата и младите од ранливите групи, вклучени во системот на основните и средните училишта. Според повеќето интернационални истражувања,
Училишната поддршка беше помалку достапна за децата од социјално загрозени семејства и останатите ранливи групи. Образовно влијание. Во услови кога наставата се одвиваше онлайн, пристапот до интернет и комуникацијски уреди беше отежнат. Особено за децата и семејствата без соодветен пристап до интернет и компјутерска технологија. И децата со попреченост. Ментално влијание. Со намалувањето на секојдневната интеракција, училишната поддршка за менталното здравје исто така била помалку достапна и децата се чувствувале изолирани кога немале комуникација со своите врсници. Ова било особено истакнато кај децата кои имале предизвици во менталното здравје и пред пандемијата. И децата и семејствата соочени со стрес поради ментална болест или финансиски проблеми. Социјоекономско влијание. Социјоекономското влијание од COVID-19 најмногу се одразило кај семејствата каде родителите морале да го намалат своето редовно работно време, за да можат да им помогнат на децата со учењето на далечина, како и кај децата од семејствата со ниски примања и семејствата кои имале несигурни и недоволни средства за храна. Физичко влијание. Во периодите кога училиштата беа затворени, учениците имале недостаток од структурирани физички активности, кои ги нудат многу училишта. Исто така, продолженото време поминато пред екран значително ги оптеретувало учениците. Последиците од ковид на физички план биле најмногу видливи кај децата кои живеат во ризик од семејно насилство. Тоа што би биле некакви начини за да се намали тој хронифициран стрес со кој луѓето се соочуваат, веројатно можеме да зборуваме за некои, би рекол, вака едноставни совети кои би значеле некакво релаксирање на постојаната напнатост, постојаната анксиозност која овој пролонгиран стрес го прави, а во тие едноставни совети би можеле да го вклучиме, да вклучиме неколку. Тоа би било водење на сериозна грижа за себе, за собственото здравје, правење на некаков распоред на дневните активности во кој ќе се обезбеди доволен период за некаква релаксација, користење на секоја можност да во рамките на можностите со ситуациите низ кои поминувавме, постоја периоди кога имаше полициски часови, неможност за воопшто за излегување и така натака. Меѓутоа во рамките на можностите апсолутно е препорачливо да се користи секој момент за контакт со природата, за релаксација во едно природно амбиентално окружување, кој може да помогне за враќање на таа психолошка рамнотежа кај луѓето во вака еден хронифициран стрес со кој се соочуваат. Потоа, одржување на таа дневна рутина и секако особено е значајно незапоставување на социјалните контакти, со свесност за потребата од социјалната дистанца за која веќе зборував, за да не се разбереме погрешно дека таа е апсолутно неопходна, почитувањето на сите мерки кои се носат. Меѓутоа, секое пренагласено социјално изолирање значи дополнително зголемување на стресот, дополнително отуѓување на поединците и дополнителна опасност за нарушување на таа психолошка рамнотежа. Значи, одржување на контакти со најблиските, па макар да тоа било и со користење на овие техники со социјални мрежи, вибери и слични некои методи, затоа што осамувањето и останувањето во позиција на изолираност е дополнителен стрес кој ја зголемува можноста за дополнително нарушување на психолошката рамнотежа, која е и така сериозно нарушена во оваа долготрена пандемија со која се соочуваме. Во вака изменети животни околности, важно е да се обидеме да останеме позитивни, да бидеме добро информирани, но и предпазливи по прашање на изложеноста на вознемирувачки содржини, да препознаваме и да бидеме особено критични кон непроверените и сензационалистички информации за пандемијата. Подеднакво е важно да им пружиме поддршка на пријателите и блиските. Траењето на пандемијата ни потврди дека активната грижа за сопственото здравје не е доволна за да светот се избори со неа. Мерките не штитат само ако сите ги почитуваме, само ако се широко достапни и применети без предрасуди.
Одговорноста за колективното здравје ја носи секој општествен чинител, и институциите, и граѓаните. И од неа клучно зависи кога ќе дојде крајот на оваа пандемија. Грижејки се едни за други, заедно да придонесеме тоа да се случи што поскоро.